СДСМ секогаш се одлучувала во интерес на ранливите категории низ соодветна постапка и легални механизми со вклученост на сите. За секое прекршување на законот следуваа преземање на соодветни мерки. Искажаните сомнежи единствено може да ги демонтираме преку факти, затоа јавно ги повикуваме надлежните институции да испитаат колку дивоградби се изградени во периодот од 2009 до 2017, а колку во периодот од 2017 до 2021 година и податоците да се објават. Да, го поздравуваме потегот со кој вие ДПМН направивте еден мал чекор кон страната на законот, а се прекршува од лице кое беше вклучено во промоцијата на нивно почитување, односно со директно лажење на граѓаните да се стигне до некој глас повеќе. Се уште не одговоривте на конкретно поставените прашања. Во чија сопственост беше објектот кој се градеше? Дали сопствениците беа директно вклучени во кампањата на Љупчо Папазов? Дали сопственичката е вклучена во аферата превоз на ученици 2012-2017 година? Зошто проектите кои беа започнати веќе трета недела се во застој? Ова ли се промените кои ги ветувавте? Се вели во одговорот од Општинската организација на СДСМ Кочани.